Здраво, дечки, добродојавте назад во мојот влог Be a Nice Human. Молам, јави ми. Цело сабајле те барам, слушнам дека имало некој масакр во Охрид на некој концерт. Не знам ли дали отидовте таму, не знам дали си бил во близината. Молам, пиши ми дека си добар, дај ми некој сигнал. Straight to the point. Претходната недела бев во Охрид со друштво и за едно сабајле станувам, гледам девојка ми Софи ми звонала 16 пати. Тука некоја паника ме фати, звонам да видам што се случува. Она цела испаничена ми вика, читала негде дека имало масакар во Охрид. Сега и ја малку се испаничев. Ама за тоа седнав и проверив. Отворив Инстаграм на клубот, изгледав сториња од луѓе што биле таму, се јавив на неколку другари што отидоа и испадна дека е лажна вест. И еве сега веќе некое време со Софи правиме муавет за тоа дека се повеќе и повеќе има лажни вести, никој ништо не превзема во врска со тоа. Не знам како побитно да ни е дали Ембапе ќе отиде во Реал или дали Ана де Армас ќе иде во Колумбија на одмор. Затоа денешната тема ќе биде токму таа. Дали веруваме на медиумите, дали можеме да препознаеме лажни вести и како е тоа поврзано со нашата граѓанска ангажираност. Од каде добиваш најчесто информации? Преку социјални мрежи. Инстаграм мисли. Google, интернет. Google. Преку интернет, што знам. Од интернет. Социјални мрежи. Инстаграм, Фейсбук, социјални мрежи генерално. Така, значи нон-стоп си на социјални медиуми, така? Сега нон-стоп. Што ти не си? Сите сме реално, сите сме и сум се обидела да намалам скрин тајма, ама не оди. Главен извор на информации за нас младите се социјалните медиуми и прилично сме зависни од нив. Истражувањето покажува дека 5% спаѓаат во критична група на висока зависност од социјални медиуми. А колку од тој скрин тајм е поминат во конзумирање на лажни вести? Знаеме ли да препознаеме дезинформации? Па да, мислам дека да, сите сме свесни дека постојат дезинформации, дека има фабрикување на новости и затоа треба да ги проверуваме новостите. Сите информации што ги читаме, сега ако станува за некоја актуелна вест, нели, како Дженифер Лопес и Бен Афлек се разведуваат, тоа нема ни да го отворам. Така, ама ние сепак збориме за озбилни вести. Да, за општествени случувања секако трач, не. Треба барем со едно гуглање да се стигне до уште неколку извори, да се потврди и секако да се види тој извор да има кредибилитет. Еве јас работам во општина и дел од работата ми е да се занимавам и да се интересирам за секојдневните случувања, политички случувања исто така. И барем со едно гуглање ги потврдувам информациите. Да, извини, да прекинам кога сме ке политика више. Не знам дали знаеш дека 62,3% од младите сметаат дека баш политичките партии се тие што највише ги прават тие фейк њуз. Па верувам дека е така затоа што само политички агенти се промовираат. Да, така е. Ај сега да ми признаеш нешто, некојаш си споделила фейк њуз? Па искрено не верувам, не. Меѓутоа сум била сведок дека другарки мои не сакајки имаат споделена лажна вест. Другарките на Јана спаѓаат во 51% од младите кои што споделиле лажни информации без воопшто да знаат дека се лажни информации. Проблемот е во тоа што на социјалните платформи има секакви мислења, факти и така натаму. Тоа е како да пробуваш да најдеш игла во сено. Не знам дали знаеш дека повеќе од 50% од младите не веруваат во официјалните медиуми. Кажи ми што мислиш ти за ова? Генерално имаме голема недоверба кон медиумите, а јас лично ако се прашувам, подобро да не сум информиран отколку па да сум лошо информиран. Политика малце страшна во држава, така да не верувам све што ќе слушнам. Дали некоја што налетале на фейк њуз? Да, ма тоа се проверува по неколку recommendation, информации, коментари и искача дали е фейк њуз или не е фейк њуз. Не им веруваме на медиумите, знаеш, некако не се објективни. Затоа и не читаме информации. Океј, ќе видиме некојаш по социјални мрежи, нели, по Facebook, по Instagram, нешто ќе видиш, океј, ама ти ако не веруваш на таа информација, не може некој да очекува ти нешто да направиш во врска со тоа. Искрено да ти кажам, немам надеж дека нешто ќе се смени на подобро во однос на тоа. Стварно не верувам. Дечки, ние сме поврзани, но сме исклучени. Граѓански активна личност е личност која што е медиумски образована, информирана и критички настроена личност. И знам, најлесно е да кренеме раци и да кажеме не учествувам, но тоа не смее да остане така. Очигледно е дека дезинформациите се една од најголемите работи зошто ние младите сме неангажирани. Ако сакаме да го смениме наративот,
Мораме да проверуваме факти и да пријавуваме дезинформации. Ајде да прекинеме да бидеме само скролачи и да бидеме поактивни. Толку од мене. Ние ќе се видиме во некое наредно видео, а вие во меѓувреме може да оставате коментари на оваа тема. Поздрав!